Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва во нашето студио имаме двајца гости, наши познати политичари, но темата не е политичка, туку народни поговорки. Како што може да забележите, тие двајцата се маскирани од причина што сакаат да останат анонимни. Првата поговорка е: што е мое, ќе си дое. Многу глупава поговорка. Значи, народов не знам како е измислил, али е очајно глупава. Ќе ви кажам и зошто. Прво и основно, ништо не си доаѓа само по себе и ништо не паѓа од небо. Треба да се потрудиш, човече. Треба да засукаш ракави. Јас се потрудив, направив 5-6 тендери кога бев во високата политика и сега знаете што? Имам 500.000 евра и возам Ламбурџини. Добро, значи што е мое, ќе си дое чиста глупост. Идиотизам. Одиме со втората поговорка, а таа е: кој чека, ќе дочека. Абе, какво чекање, какви бакрачи, бе, нема чекање. Ти додека чекаш, некој друг ќе ти ги лапне парите. Јас на времето му се упикав на лидерот и он ме стави градоначалничка и ја давав маркици ова она и инвеститорите ми даваа по едно станче и јас сега имам станче и за мене, и за децата, и за внуците и така натаму. Обезбедена сум за цел живот. Ала увера, госпожа. Мерси. Секоја чест. Значи, кој чека, ќе дочека е чиста глупост. Чиста и глупост. идиотизам. Одиме со третата поговорка која гласи: поштениот него боли глава и мирно спие. Глупости. Глупости невидени. Поштениот него боли глава и мирно спие. Поштениот ќе го боли глава која ќе подостари и која ќе свати колку шанси пропуштил во животот за да биде богат. Тоа е тоа. И тие приказни за поштење, па тоа се приказни за мали деца. Значи, во денешно време само глуп човек може да биде поштен човек. Во денешно време, знаете што треба да правите? Да му се упикате на лидерот, да правите тендери, да крадете, да лажете. Да ве подсетам, зошто волкот е најдебел во шијата? Зошто сам си ги врши работите. Да не бев таков, немаше сега да имам 3 стана во Грчка што ги изнајмувам и јахта на Јадран. Да прецизираме, кој е поштен, глава него боли и мирно спие е чиста глупост. Чиста глупост. Идиотизм. Значи, одиме со четвртата поговорка која гласи: кој лаже, тој краде, на таван спие и вошки врие. Дали ти личам дека имам лошки? Не, напротив, вие заносно мирисате. Па точно е тоа, заносно дека мирисам, ама користам парфем од 400 евра, која ми заврши градоначалничкиот мандат, му се упикав пак на лидерот и он ме стави министерка и сега да не излезе дека се фалам, ама спечелив околу 800.000 евра. Шампионка. Браво. Фала. Да? Браво. На кој начин? Зини да ти кажам. Рацете горе! Рацете горе, себе слушнав племето ваше клептоманско, сега ќе ве уапсам. Каква драма, почитувани гледачи! Чекайте, зашто да не го апсите, па ние само зборувавме за поговорките. Така е, ништо не направивме ние друго. Ајде, вадете периките, вади ти периката, ајде, вадете маските да ви ги видиме, суратите да ви ги видиме, ајде. Сега ќе ви ги видиме суратите, да видиме кој сте. Кумо? Извини, не знаем... Епа кумо, ова вакво непочитување кај го има бе? Кој те вработи у полиција тебе? Кој те вработи у полиција? Бе, комашинче. Срам да те. Срам да ти. Гаси бе ти камерите, гаси камерите! Абе, гаси камера, кој ти викам! Гаси камера! Ајде, кумо, ајде, бегај ти, двајца да ќе се правиме дека ништо не се десило, ајде, ни лук јал, ни лук мирисал, ајде, бегај. Ти ништо не си видел.